Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Газдата на Пуцко Петрол Асмир Јаховски, кој до пред еден месец беше во притвор во затворот во Шутка, вчера се појави на фотографии, фотографиран во Истанбул, Турција. Сликата на која тој е сликан со славеникот, неговиот татко и чичко, беше објавена на социјалните мрежи. Според информациите, тој побарал времено да му биде вратен пасошот, па така неговото заминување во Истанбул е законско, бидејќи според се уште неофицијални информации, судиите тоа го одобриле. Инаку Јаховски заедно со Радко Капушевски и Ерџан Сулковски се осомничени дека на државата продавале мазут со сомнителен квалитет за потребите на ТЕЦ Неготино за време на енергетската криза, и тоа во вредност од околу 150 милиони евра. Асмир Јаховски, кој го оштети буџетот на државата и за кого се води постапка, моментално ужива на Босфор, реагираат од ВМРО-ДПМН. Судиите избрани од ДУИ и СДС му го укинаа притворот и му го одземаа пасошот, бидејќи тој даде милиони гаранција дека нема да бега. Сега се поставува прашањето како е тој во Турција, каде што ги троши милионите кои ги проневерил. Од информации во јавноста дознаваме дека судиите му го одобриле на Јаховски и му го вратиле времено пасошот за тој да може да шета и да ужива по Босфор со нашите пари кои тој и неговите блиски ги украдаа од буџетот на државата. Правдата изгледа ќе мора да почека се додека тој слави матурски на Босфор. Затоа судиите мора да одговараат, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН. А од правосудниот систем одговорност бараат и од СДСМ. Тие се фокусирани на обвинителството која води истрагата за пожарот во Кочани, каде според нив се штитат актуелни функционери кои доаѓаат од редовите на владеачката ВМРО-ДПМН. Според СДСМ обвинителството требало во рамки на истрагата да ја опфати и актуелната началничка на Кочанската полиција. Обвинителството и Мицкоски мора да одговорат зошто досега не е покрената истрага против актуелната началничка на ОВАР Кочани, Марија Цветковска-Маневска, во моментот кога се случил пожарот. Марија Цветковска-Маневска, почитувани, е личен избор на Панче Тошковски за началник на ОВАР Кочани, уште во техничката влада, што значи дека таа е на функција повеќе од една година, пред да се случи трагичниот настан во Пулс. Зошто Марија Цветковска-Маневска не одговара за затворената врата во дискотеката Пулс, постапка која скратила драгоцени секунди за спас на многу животи? Како е можно, како началник на ОВАР Кочани, Маневска да нема информации дека е издадена и се спроведува наредба спротивна на стандардната оперативна процедура во секторот на ОВАР со која таа самата раководи? Дали таа, како Драган Казак Петрушев, е заштитена само затоа што е член на ВМРО-ДПМН, има фотографии со поранешни и актуелни функционери на ВМРО-ДПМН? Судскиот совет се уште нема разгледано пресудата на Управниот суд со која беше поништен изборот на Елизабета Дуковска за уставна судика. Председателот на Судски, Александар Камбовски, сепак вели дека пред тие да ги достават двете номинации до собранието, би требало да ги доуредат внатрешните правилници за избор на кандидатите, прво за да не се повторуваат одлуки како таа на Управниот суд, а потоа и самите судии да ги знаат критериумите и начинот на номинирање од Судскиот совет. Ние во текот на минатата недела добивме известување од собранието, односно ни доставија пресуда на Управниот суд. Таа се уште не е разгледана од наша страна и во моментов кога тоа ќе биде побарано од нас, секако дека Судскиот совет ќе даде свој, односно ќе номинира предлог до собранието. А потоа изборот секако оди на собранието. Дали веќе имате имиња кои што би можеле да бидат номинирани? Имиња немаме, меѓутоа видете, во минатото, што и ова пресуда покажува, тоа нас не ни е некако доуредено во интерниви правилници што ги има во Судскиот совет. Сега кажувам од мои лични име, јас би сакал првен тоа да го уредиме, да знаат судиите кои се правилата, кој е начинот на избор. Тоа нема да одземе многу време, а секако дека многу ќе користи не само за оваа конкретна номинација, туку за сите номинации во иднина. Така да јас би преферирал првен тоа да го следиме, па потоа да бараме кандидати меѓу редовите на судиите.
Премиерот Мицкоски вели дека Македонија никогаш нема да ги прифати бугарските позиции за сегашен македонски идентитет, откако вакви предлози на извештајот на известувачот Вајц предложиле бугарските европратеници. Премиерот и денеска го повтори ставот дека станува збор за обид на Бугарија за асимилација, што според него само ги потврдува задните намери на бугарските барања за уставни измени и слабите капацитети на претходната македонска дипломатија. Премиерот вели дека извештајот од известувачот во својата драфт верзија за прв пат го споменува посебниот македонски идентитет и македонски јазик и како таков тој за Македонија е прифатлив. Расправата за овој извештај е закажана за средина на оваа недела. Предлагаат пред македонскиот идентитет да стои зборчето презент, сегашен. Мислам, за нас тоа не е нешто кое што е изненадување, бидејќи ние од самиот почеток на оваа авантура на прифаќање на претходната влада Бујар Османи и Димитар Ковачевски, уште од тоа време зборувавме за ова, дека позади сето ова се крие токму ова, создавање на една вештачка нација, сегашна македонска нација. Тоа е суштината. Јас имав интензивни разговори со неколку влијателни луѓе и во Европскиот парламент и во Брисел, и денеска ќе продолжам да кажам дека доколку тоа се случи, само уште еднашка ќе се потврди она за кое што ние зборуваме цело време, а тоа е дека не станува збор за неколку стотини наши сограѓани кои што за себе велат дека се дел од бугарската земјица во Македонија, туку станува збор за обид за создавање на нова вештачка сегашна македонска нација која што почива на корените на бугарската нација. Тоа е суштината. Јас тоа нема да го прифатам. И ќе го отфрлам. И никогаш нема да го прифатам, затоа што тоа нема никаква врска нити со европските, нити со било какви вредности. Се намалува бројот на ученици кои сакаат со препишување да ја положат државната матура. Министерката за образование денеска на стартот на градежните активности на нов објект во рамките на основно училиште во Скопска Газибава рече дека само 10 ученици оваа година биле отстранети од тестирањето откако биле фатени како препишуваат од својот телефон. Таа апелираше до учениците да не се обидуваат да препишуваат бидејќи контролите се засилени. Кога светот се бори за знаење и напредок во сите области, особено во технологијата, кај нас учениците се уште се обидуваат да го излажат или преверат системот, што е во суштина нешто што првенствено им штети нив, а потоа и на сите други. Од тука, бидејќи гледаат дека е зајакнато се што треба во однос на контрола само на нивното знаење и ништо друго, сметам дека во вториот испитен рок треба да биде оваа бројка уште помала и дека тоа е единствениот пат по кој треба ние да се движиме. Се надевам дека веќе кога после вториот испитен рок на 11 јуни ќе ги имаме комплет сите оние што ќе бидат отстранети од матурата, оваа бројка нема да биде многу поголема. Законот за работни односи ќе се менува по скратена постапка. Група пратеници од парламентарното мнозинство предлагаат условот за определување на репрезентативност на синдикат да се намали од постоечките 10 на 5% од вкупниот број вработени во Македонија кои плаќаат членарина на синдикатот. Во предлог измените пишува дека со оваа измена се врши изедначување на условите за определување на репрезентативност на синдикатите со организацијата на работодавачите и се определува из процентот 5%. Првиот човек на Конфедерацијата на слободни синдикати вели дека ова е една од препораките на Меѓународната организација на трудот уште од пред 2 години. Ова е една од препораките од Меѓународната организација на трудот, која што во 2023 година дојде како висока делегација во Македонија заради нарушени односи во синдикалното организирање. И тогаш дада 5 препораки кои што требаше да се реализираат до јануари 2024 година. За жал истите не беа тогаш реализирани, но од веќе месец септември почнаа тие препораки да се реализираат. Останаа уште 2, тогаш беа сослушани и министри, и пратеници, и суди, и синдикатите и работодавачите.
Тоа беше барање и од помалите синдикати, всушност и на новиот закон која работевме на законот за работни односи, помалите синдикати побараа да се спушти границата, имаше консензус околу тоа. Еве гледаме дека предпоследната препорака се имплементира веќе во законот и останува само уште една, а тоа е слободата на движувањето во делот на зачленувањето и отчленувањето на работниците, каде што пред се во голем дел се однесуваше и на нас синдикат. Па не би рекол дека некој ќе добие или некој ќе изгуби, оние што се големи синдикати ќе си останат репрезентативни, тие што се помалите ќе имаат можност да се борат за репрезентативност. Во собранието за денеска попладне закажана е седница на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, на која според објавениот дневен ред треба да се сменат неколку председатели и членови на повеќе собраниски комисии и работни тела во законодавниот дом. Измените доаѓаат по промените во составот на владеачката коалиција, откако Таравари реши да се префрли во опозиција. Се менуваат председатели, заменици и членови на вкупно 10 собраниски тела, а се разгледуваат и 2 барања за апанажи. Кон крајот на идниот месец се очекува да биде познат кандидатот за градоначалник на град Скопје од редовите на владеачката ВМРО-ДПМН. Во моментов во игра се неколку кандидати за кои партијата ги анкетира скопјани. Најсериозни се актуелниот министер за локална самоуправа Перински, градоначалникот на Киселавода Георгиевски, но и првиот човек на Скопска газибаба Бобан Стевковски, кој денеска и самиот потврди дека е во потесниот круг за избор. Како што соопштат партијата, името на кандидатот за градоначалник на град Скопје ќе се знае некаде на почетокот на месец јули. Она што сакам да го потврдам дека моето име е дел од имињата што ќе одат на анкети за градот Скопје. За мене тоа представува чест и резултат на посветената работа и реализацијата на голем број на проекти кои што ги реализиравме изминатите 4 години, но на што сакам со сигурност да го искоментирам дека идниот градоначалник на градот Скопје ќе биде од редовите на ВМРО-ДПМН и секако кој идеја ќе добие нашата поддршка и поддршката од скопјани, бидејќи навистина Скопје заслужува сериозен развој и лик на европска метропола. Државниот завод за статистика денеска со свечена академија одбележува 80 години од основањето на институцијата, а во рамки на јубилеот утре ќе се организира и статистичка конференција 25 години родови податоци. 2025-та е прогласена за година на македонската статистика и во текот на годината ќе се организираат повеќе настани, активности и работилници со цел да се зголеми свесноста за важноста на официјалните статистички податоци и нивната употреба во носењето на одлуки и стратегии. Пред денешната свеченост, директорот Станков рече дека македонската статистика денеска објавува веродостојни податоци во согласност со сите меѓународни стандарди. Значаен јубилеј, 80 години официјална статистика, односно 80 години од основањето на Државниот завод за статистика. Денес официјалната статистика е веродостоен извор на информации, синоним за високо квалитетни статистички податоци усогласени со меѓународните стандарди. Официјалната статистика во изминатите 8 децении не беше само алатка на државната администрација, туку сведок на нашата историја, на економскиот раст, на демографските промени, на социјалните текови и на се она што како држава се обидовме да го изградиме за подобро утре. Статистиката е основа за демократскиот развој, статистиката е темел на јавното добро, така што со особена гордост денес одбележуваме 8 децении од нашето постоење. Од коалицијата Вреди утрово на пресконференција информира дека со новиот оперативен план за вработување на владата ќе се ангажираат 400 нови пожарникари во пресрет на летната сезона на пожари. За да се справи со предизвиците што ги носи летната сезона и зголемиот ризик од пожари, владата преку оперативниот план за 2025 година ќе ангажира 400 нови пожарникари во општините со најголеми потреби. Целта на оваа мерка е да се обезбеди брз и ефикасен одговор за спречување на ширењето на пожарите, особено во текот на жешките летни месеци. Охридските хотелиери задоволни од предсезоната. Велат хотелите долж Охридското крајбрежје во моментот ги полни конгресниот туризам, а гостите уживаат во природните убавини и пријатното време. Нашата охридска дописничка Нина Ритоновска е на оваа тема. Хотелите долж Охридското езеро своите капацитети ги надополнуваат со конгреси, семинари и свадби.
Објектите во пролетниот и есенскиот период се полнат од конгресниот туризам. Охрид со своите убавини е примамлив за гостите токму тука да ги одржат своите конференции, но во слободно време и да уживаат во тоа што им се нуди. Свадбите се една констант букирани се од напред една година, тие се константа со која што ние работиме. Сигурна сум поради квалитетот кој што го нудиме, па затоа и имаме на што да сметаме година дена унапред. Со оглед на тоа дека голем дел од закажаните настани се пролонгираа поради несреќата во Кочани, туристичките работници се надеваат дека периодот кој следи ќе се надополнуваат. Пробуваме ноќевањето да ги надополниме со други ноќевања, значи пак ќе речем со иновативни пакети, да привлечеме конгреси, семинари кои што оваа година се одложија поради трагедијата во Кочани. Се она што требаше да биде во март и во април се пролонгираше за втората половина на годината. Повеќето настани кај нас се прават од домашни гости со интернационално учество. Туристичките работници советуваат оние хотелски капацитети кои имаат услови да инвестираат во конгресни сали и опрема за одржување конференции, бидејќи тоа повеќекратно ќе им се врати. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Вести од светот во избор на Миријана Давидовска. Во Истанбул се одржува нова